Короната се шири во штипскиот затвор и текстилна фабрика во Штип. Дневно епидемиолозите од Центарот за јавно здравје земаат помеѓу 20 и 30 брисеви на лица со кои заболените од овие институции биле во контакт. За да се намали ширењето на инфекцијата, од кризниот штаб во Штип побараа стриктни протоколи за транспорт на работници, но за сега одговор на нивното барање се уште нема. Во согласно со одлуката која што ја донесовме на последниот кризен штаб, една од одлуките беше да се испрати барање за или толкување, односно доработка, до прецизирање на законските одредби во поглед на превозот. Повратен одговор се уште нема, меѓутоа очекувам дека во најскоро време ќе добиеме повратен одговор, па потоа да постапиме во согласно со него. Во затворот инфекцијата е потврдена кај уште еден затворски полицаец, со што бројот на заболени во оваа институција се искачи на 5. Заразени се 2 затворски полицајци, 2 лекари и 1 осуденик. Здравствената состојба на 9-мината осуденици е добра и од изолација излегуваат утре, а останатите 2 кои имале контакт со здравствените работници во изолација ќе останат до 20 октомври. Информираат од затвор Штип. Први случаи на коронавирус се регистрирани во детската градинка Весели Цветови во Делчево. Таму позитивни се готвачот, неговиот помошник и една негувателка. Тие и група од 12 дечиња од денеска се во изолација. Позитивните случаи кои што ги имаме во градинката не доаѓаат одвнатре, тоа се надворешни случаи. Во меѓувреме излегоа на одите и на 3 негователки кои беа тестирани, останатиот персонал кој што беше тестиран, меѓу кои 3 вработени, кои се негативни. Информираат од градинката. Мерките, протоколите за заштита и на вработените и на дечињата во детската градинка се на високо ниво и не е внесена болеста, мислам не произлегува овие позитивни резултати од самата детска градинка, него тоа е од надвор. Штип и понатаму останува прв во државата по број на заболени на 100.000 жители, со инциденца од 2597 заболени. Следуваат Кочани, Свети Николи и Берово, со инциденца од 1000 заболени на 100.000 жители.